Од Пелистерските пасишта до Трново и Магарево имало млековод кој бил направен од глинени ќумци. Низ тие ќумци течело млекото од планината до селото, каде што тука се преработувало во сирење, кашкавали и така натаму. Црквата Свети Димитрија во село Магарево е направена по терк како соборниот храм во Битола и во Солун. Почитувани започнува вториот дел од селото Трново Магарево. Трново Магарево. Денеска се наоѓаме во црквата Свети Димитрија, поточно во селото Магарево. Мојот добар пријател Ѓорги Делев, отец Ѓорги Делев, парохиски свештеник. Ѓорги, во повеќе села овдека сте вие парохиски свештеник. Да. Еве секако низ вашите емисии веќе подобро се запознавме, што се вели да и се спријателивме. Мило ми е на вашето гостување те повторно. Денес ги посетивме Трново и Магарево. Народски кај нас некои го зборуваат и како едно село Трново Магарево, Магарево. Но тие се соседи едно до друго село. Историјатот на ова село е сличен, скоро ист како и селото Трново. Значи, по потребата на турските бегови за работна сила во пашалаците, така настанало покрај нивните хареми и пашалаци се населило доста население кој што имало потреба од градење на нивни верски објекти. Така во истиот тој период, некаде околу 1834 година е започнат, а 1837 година е завршен и осветено е прекрасен трокорабен храм. Овој храм е многу сличен и граден е на праслика на соборниот храм на нашата Преспанско-Пелагодниска епархија, што се наоѓа во центарот на градот, Светиот великомаченик Димитри. Во многу работи е сличен со него. Ете во позадина можете да видите трокорабна црква, главниот кораб, лева и десна апсида и горе по спратот имаме таму уште плюс места каде што може да се направат слично како во Свети Димитрија, уште два параклиси приведејќи ги соборниот храм долу во центарот на градот. Има 5 престоли, 5 цркви на кои што се богослужи. Централна е Свети Димитрија, но секако и останатите други. Значи по негов прототип е правен и овој храм, но како што е плячкосуван. Значи, како што е судбината на црквата во Трново, на Успение на Пресвета Богородица, исто така и овде. Во Првата светска војна, некаде 1916 година, селото било скроз урнато, храмот бил скоро скроз уништен, нешто успеало да се заштити и повторно после Првата светска војна да се гради. Многу од работите се од тогашниот окупатор одземени, украдени. Имало обид да се земи и иконостасот кој што датирал тука од првата црква. Така, тоа е интересно. Да. Земено тука, меѓутоа не успеале. Тука, значи, бугарскиот фашист пробал да го расклопил и пробал да го товари за да го однеси во Бугарија. Но од X причини не успеале во намерата. Да, во намерата не успеале и тој денес го краси храмот Пресвета Богородица во Битола, да. Така е. Сакав да ве прашам сега вака. Во кругот на оваа црква се наоѓало и школата на Константин и Димитар Миладинов, кои биле двајцата браќа кои што расшириле писменоста во овие краишта, кои што многу допринеле. Од овде излегле доста доени познати писатели, мислители и така натаму. Значи Димитар Миладинов бил професор, учител тука во ова училиште. Тоа училиште се наоѓало веднаш тука во дворот на црквата, каде што сега имаме спомено тоа, само темелите се останати, ништо тоа немаме видено. Така. Сакав да ве прашам, во тоа време доста било богато со народот.
селото? Па има информации дека било 5000, а мештаните и населението тука велат дека заедно двете села биле некаде од 10 до 15 најмногу што стигнало жители. Но минимум било во тој период со по 5000 жители едното и другото село. Значи било доста богато, имало развиено убав, културен, уметнички, духовен живот, секако и доста наши печалбари, еве ден што се враќаат и вие можете да видите сведоци, сигурно низ вашиот објектив ќе забележите колку прекрасни куќи има сега, но за жал тие се сега како викенд куќи населби, пошто селата се наоѓаат веднаш во подножјето на пелистерието, свеж убав воздух и така натаму, луѓето го користат моментот за тука да ги поминат своите мигови со семејствата после напорната работа по градовите, но за жал тоа е само така како викенд. Иначе ова село сега едва ако брои 20 куќи. Да, активни кои што живеат тука, да. Повеќето се викендашки. Да. Сакав да ве прашам, дали можете да ни кажете нешто повеќе како било порано? Дали имате сознание како се крштевале, свадби се правеле во овие цркви? Венчавки? Како не, да. Во овие краишта поретко е за крштевка и венчавка да имаат потреба луѓето. Да, се случува луѓе што живеат во градот се потекло од ова село, пример, или луѓе што се во странство па сакаат да ги гаат и да ги спочитуваат корените на своите предци, па ќе дојдат и се некогаш се прави крштевка и венчавка, но тоа е едва и една-две во текот на цела година. Како некогаш не е? Не, некогаш било познато дека тука се правеле, значи крштевки по 5-6 деца се крштевале во еден купел и тие сите си биле како кумчиња, како духовно сродство, кога ќе речат дека во една вода детето, да, значи се знаело да се прави и по 3 дена и свадби и така натаму со играње на сред село, со се што го препознава македонската култура, фолклор и духовност. Отец Георги, ја ви благодарам за разговорот. Ви благодарам и вас. Малку да прошетаме низ дворот на црквата, посета, да ги видиме моментите, односно да снимиме оној дел темелите на училиштето кои биле Константин и Димитар Миладин. Да, ќе го снимиме тој и ќе ги снимите прекрасните чинари кои што некои од нив датираат уште од времето кога е изградена црквата и тие ни се единствени сведоци од тоа време останете заедно со храмот. Ви благодарам на разговор. Ви благодарам и вас. Почитувани, мое село во твоето село, село Трново Магарево. Разговарам со нашиот соговорник Вангел Богоевски од село Трново. Вангел, колку време си во селото? Тука роден, тука пораснат, тука иќе. Од дедо баба? Од дедо баба, се. Знаете, ова куќа старата што ја гледаш. Така. 906 година тука е роден татко ми. Да.
Само да те прашам, Вангел, сточарство, Сточарство, овци и крави, понапред се занимаваме со овци, сега се занимаваме со крави. само со крави. Само со крави. Колку грла имаш? Имам 10 грла. Со 10 грла крави, може ли да се екзистира? Се. Не е многу богат, али се преживува. Се преживува. Што се вели збор. Се немаме тука ние планинско место, немаме знаете, се што гледате овдека 80% е купено. Храната ја купуваш. Немаш просто мораш да ја набавиш. Да, мала работа. Вангел, чуваш шталски крави, чуваш Шталски за млеко. крави, за млеко. Млекото да го продаваме во Битолската млекара го земат. Добро, а телиња? Телиња има, 3-4 телиња има. Чуваш за приплод. Да, мора за да се обновува, значи, за да она понекогаш. Сакам да те прашам, ги пушташ понекогаш на паша? Сега не, има 5-6 години не. Не, послабо? Па не оти прво полето нема вода каде она, шом нема вода нема млеко. И така, нате затворени со млеко, малце поварни свети. Зато и држиме шталски. Сега И да те послободни, што се вели збору, са бајле ќе дојдеме. И навечер преку дента сме слободни. Вангел ти помага некој од фамилијата? Детето и работи, кравите, детето и Значи жена. сега ти му помагаш него. Јас него му помагам, да. Така. Тој е попоним со жената. Уште некој во селото чува доста стока или све послабо и послабо? Па во селото, откај што имаше 2-30 фамилии, сега станемо уште 4 фамилии. Значи имаше Со стока. Имаш сите, секоја куќа имаш. Ама нема, не се исплаќат, не се она се. Све помалци Како помалци. иди? Скапа храната. Па, кога скапа, кога поевтина, ама варират. А млекото стои исто. Да. Да. Значи немаме, она се, нема и работна сила. Ете и самата природа почнува не казнуваат, што се вели збору. Нема. Знае да фати невреме, знае. Абе, не време и ете, едно време имаше поќелна сено, едно друго, сега нема се. Се све послабо. Ете, суша сега, голема температура и едно друго. Вангел, што сорти на крави чуваш? Абе, сорти на крави се мешани, има фризерки, има сименталки, има и овие монтофонки. Да, као поквалитетни. По-квалитетни, таква закајна за ова поднебје, такви се За ова сортите, да. тие сорти Тие сорти се по она. Оти со помалце храна. Иначе овие што се другите поголеми сака поголема храна, поќе она. Поќе млеко дава, ма сака и храна Повеќе поќе. А А ние не можеме да набавиме толку. И... телиња во годината? Едно. Абе, по едно теле ваѓа годишно крава, се зависи, некој пат оти сега како што иди времето, некој пат се она, некој пат не, се прат грешки, но друго, значи така. како некој. Вангел, се бавиш со сирење да се направи Не. нешто? Не. Немаме таква работа, само млеко. Млекото се продава и толку. Тоа иди од млекарата го земати, На откуп. тоа е, нема. Вангел, ти благодарам за разговорот. Моje село во твоето село. Се уште сме, драги пријатели, во село Магарево. За наш соговорник денеска е Ристо Михајловски од село Магарево. Ристо, добре дојде во мое село. Добро ве најдов, добре дојдовте во село Магарево. Добро Да речиме но живели. Ајде, добре дојдовте. Ристе, би те запрашал, ти си, може да кажеме тука еден од постарите жители или староседелец? Староседелец да, а од постарите не, пошто има баги постари, да, има доста. Ристе, ти си тука роден? Да, Во село во оваа куќа, да, во село Магарево и моите две сестри исто се тука родени, во оваа Значи, вие куќа. сте 3 деца. 3 деца, да. Е, сега вака да те прашам, тука сте родени, тука завршивте училиште, тука... До 4-то деление учевме во село Трново, тоа е негде околу километар од овде. Пешачевме секој ден од прво одделение до 4-то, а после одевме, училишто се викаше Даме Груев, тогаш, сега е Трифун Пановски. После одевме 4,5 километри секој ден до село Дихово. Зима, лето. Од 4 до 8.
Од 5 до 8. Од 5 до 8. Да, пошто од 1 до 4 во Трново, да, да. И немаше тогаш 9-летка, немаше 9 оделение, да. Ристе, да те прашаме, ова село Магарево, можеш да ни кажеш за името Магарево Трново? Многу ми овде не ги дела целата, затоа што се заедно Трново, Магарево. Тоа е една месна заедница, ги дели само реката. Ние одставно сме живееле заедно. Заедно. Има една легенда за како настана името, како на Трново, како на Магарево, пошто патувал некој од Битола со магарето, а носел нешто демек на товарено, сега кога преминал реката, магарето демек останало овде и затоа стана Магарево. А иначе се знае дека тој иде од грчкиот збор Мегарево, оти овде било ова село било едно од поголемите села и од старите кажуваат дека уште тогаш се зборувало дека ако случајно Битола, мислам, пропадни, Магарево е многу богато село, ќе ја направи Битола. Пошто тука претежно имаше население од власи, имаше дел евреи, покажување јас, пошто не сум доволно стар за да знам. И за време на Првата светска војна, кога бомбардираја, дел пребегаја во Албанија, дел во Грција. Така, било и разрушено. Разрушено. Имаше една од првите фабрики што кога немаше за текстил, имаше сега да речам фабрика или работилница за правење на кашкавал, горе беа бачилата, па уште тоа време се кажува дека млекото го пуштале по цевки, по млековод, за да стигне там, пошто ако го носеле со коњи. Да. Па имаме една онде, може и после да снимиме ако не ја фрлиме. Може, да. Било интересно што млекото тука стигнувало до ова село и тука се правело сирење и кашкавал, еден од поквалитетните. Имаше и фабрика за текстил, на Пикуле фабриката, така се викаше, мислам, газата. Може би знаеш, може би не. Како можеме да дадеме на цифра колку стока тогаш во тоа време? Сточарството било број 1 тогаш, не? Па сега, само нашата фамилија имаше негде околу Дедомир исто, имаше негде околу 200 до 300 глајовци. Ама тоа беше негде Карши Братиндон, на Присо, кај што беше потопло. А иначе, секоја втора куќа имаше покасно, имаше 5-6 куќи кои сите чуваја многу стока, а иначе другите чуваја од 20-30 до 50 глајовци, колку за домашна потреба, за млеко, за месо, за сирење, за своји потреби. Доста дуќани трговци. Тие не ги памтам, тие се знае овде. Вие Игнаци, патот што врвеше овде врвеше. Покрај твоја. Да. Тука беше патот. А тие са трговци што бија старите, не ги памтам. Јас сум, ако ме спомнавте во постарите, ама се уште не ги памтам тие трговци. Ние ја знаеме сега, продавницата наша кооперација што ја викаме. Да, продавница во сред село што било. Да. А иначе за трговија овде некои што се бавеле тешко. Не ги памтам. Тие старите, тие биле веќе одамна. Ристо, морам да те прашам. Кога Магарево доживувало најубавите моменти? Кога имало најповеќе народ, дечиња, невести ни сред село и така натаму? Па сега точно да ви кажам, тешко е. Негде до крајот на 90-тите селото беше живо. До негде 80-тите години претежно беа малку викендаши, а имаше баги селани, жители. До 80-тите? Да. После се направи поќе викендици, ама до крајот на 90-тите, за време на летниот распуст, овде вриеше од луѓе и од деца. Да. Знаеја низ улицата овде по 30, 40, 50 деца да се шетат и да се дружат меѓу себе. Полно народ, така да и немаше проблем, имаше поќе генерации, например од 10 до 18 години, така да сите меѓу себе си се наоѓаја. Ристо, да те прашам, за 90-тите години, како што рече, имаше полно народ тука. Денеска? Денес има многу помалку селани, а има
бајги, викендаши. Викендаши. Поранешните дозволете само. Поранешните што беа викендаши, сите имаа нешто потекло од овде. Дали баба, дали дедо, ќе најдеа место, ова ми е од баба ми, од дедо ми ќе направи. Јас сепак беа, корените му беа од овде, а сега има и доста доселеници, што нема, мислам така, ради рекреација, ради местото што е воздухот, што си направи викендици овде. Првите што беа, тие сите беа горе-долу врзани со селото. Христе, пред да ти се заблагодарам, може ли да те прашам нешто? Повели. Но интерде фетаникаш, но и нуланој. Ти благодарам за разговорот, навистина. Молам. Голема благодарност до тебе и до твоето семејство. Драги пријатели, тука негде и крајот на вториот дел од нашата емисија Моје село во твоето село.